إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi'idni Allahi ta'ala, ke продолжиме со 27 од хадис од ова изворедна книга, тоа е 40 хадиси од Хафиз ан-Навави рахимуллах. Велит авторот рахимуллах: عن نواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاق في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Раваху Муслим. Овој хадис кој го пренесува сахабиот Навас радијаллаху анху, кој е заверен во Сахих Муслим, пренесуваат од посланикот салаллаху алейхи ва селам следното. Велит пекамберот салаллаху алейхи ва селам: доброчинството е добриот карактер. Доброчинството е добриот карактер, а гревот, ел-итhm, гревот е она што те прави да не се чувствуваш во себе си твое добро и мразиш да гледаат и да те видат и да слушнат другите луѓе за тоа. Значи, доброчинството е добриот карактер, доброто однесување. Тоа ќе го видиме објаснувањето, тумачењето од имам Уфемин рахимахуллах во врска со овој хадис. Значи, доброчинството е добриот карактер, а гревот е она што те прави да се чувствуваш непријатно во себе си твое и исто така не сакаш, односно мразиш да слушнат, да видат другите луѓе во врска со тоа работа. Ел-Хафиз ан-Навави рахимуллах спомнуваат исто тука еден додатен хадис, а тој е од Вабиса ибн Ма'бад радијаллаху анху قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. Го спомнуваат Ел-Хафиз ан-Навави рахимуллах овој хадис тука исто, зашто е исто сличен на првиот, а тоа е дека Вабиса радијаллаху ан дојде кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Кога стигна кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам, му рече на него, пекамберот му рече, значи, салаллаху алейхи ва селам: дојде ли да прашаш ти за доброчинството и за гревот? Значи, пред да почне тој да прашува, пекамберот салаллаху алейхи ва селам веќе го претече со тоа прашање: дојде ти да прашаш за доброчинството и гревот. И ова е, значи, велит имам Уфемин рахимуллах, можеби беше пекамберот салаллаху алейхи ва селам пред тоа известен, дека Вабиса радијаллаху анху сакат да дојде да те прашат во врска за ова. Како на пример сега некој мене ми кажува за нешто за некој брат и потоа вели иде тој и ја знаеме што сакат да прашат. Значи ова не е нешто чудно или невозможно, или велит имам Уфемин рахимуллах, ова е од фирасатун неби салаллаху алейхи ва селам. Значи фираса е знаење она со искуство. Значи, пример, имат луѓе што со гледање на еден човек можат да го преценат. Како Аллах им дал на алимите со нивното врвно знаење и, значи, со нивното искуство, значи знаат некогаш луѓето да ги преценат. Како што велит исто Шех Салих ел-Фаузан хафидахуллах, на некои лажговци на лице се познаваат дека лажговци се. Значи самото лице, значи, кажува дека тие се лажговци. Значи тоа е во врска со тоа. И Вабиса радијаллаху анху рече: "Наам", значи да, точно за тоа дојдов јас,
за да прашамо врска со доброчинството и гревот. Пегамберот салаллаху алейхи ва селам му рече: "Истефти қалбек." Прашај си го врска со ова твоето срце. Но ова ќе дојде, значи ова не се збори за секој еден, не му се вели на секој еден човек ова работа. Истефти қалбек. Значи прашај си го своето срце. Потом му вели пегамберот салаллаху алейхи ва селам: "Ел бирру", доброчинството е ма итмааннат илейхи нафс ва итмаанна илейхи лқалб. Значи доброчинството е она што во тоа кога го делува човекот, неговото срце и неговата душа се смируваат, најдуваат спокојност. Вал ифму ма хака фи нафсик ва тараддада фи садр. Значи, а гревот е она што те прави да се чувствуваш непријатно во себе си и имаш, значи, несигурност во себе си. Тоа е, значи, гревот. Ова е тој хадис, и како што вели шех Абдул Бухари хафизахуллах, дека ова е, значи, огромен хадис. Исто така, тука ел бир, значи доброчинството. Доброчинството, прво доброчинство, односно прва категорија на доброчинство е да имаш, значи, хуснул хулук со Аллах субхана ва таала. Значи, да имаш доброчинство спрема Аллах субханаху ва таала. А тоа е да ти да ги примиш Аллаховите наредби со спокојност и да ги оставиш наредбите со спокојност и со задоволство и со покорност. Значи тоа е хуснул хулук ма Аллах. Значи ти наредбиве ги примаш со спокојност, со покорност и со задоволство. И во друга страна исто се оддалечуваш од забраните. А потоа иде исто хуснул хулук, значи доброто однесување со створенијата. Дали се тие, значи, луѓето или дали се тие животните. Имаш ти, значи, се однесуваш со нив со доброчинство. Се однесуваш ти со доброчинство. Потоа, велит имам Усаймин рахимахуллах, дека дали, прашањето е, дали исто тука се содржуваат доброто однесување, односно доброчинството спрема родителите. Велит имам Усаймин рахимахуллах, без сомнеш дека исто тука содржано доброчинството спрема своите родители. И доброчинството спрема своите родители е, значи, од добрите и фалените работи кои се треби, значи, да се фалит оној кој го прави тоа. Значи, оној кој го прави, значи, заслужуваат пофалба. А ел исм, значи, гревот, е спротивноста од ел бир. Значи, спротивноста од бир, и затоа велите Аллах субхана ва таала: "Ва таавану алал бирри ват тaqwa, ва ла таавану алал исми вал удван." Значи, помагајте се еден со други во доброчинство и во богобојазливост. А немој да се помагате, да се поддржувате меѓу себе во гревови и во непријателство. Значи, ова е забрането. Да го поддржуваш ти еден други човек во грев и во непријателство. Вал исму ма хака фи нафсик. Вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам, значи, исм, гревот е она што те прави во себе си твое да се чувствува, значи, непријатно. Зошто? Зошто знаеш дека тоа дело или тој збор е за да се укорават и е место, значи, страмно е да се направи или да се изречит.
Но, како што напомнавме претходно, ова не е за секого. Велите имам Уфемин рахимуллах. Ова е, значи, гревот е она што те прави да се чувствуваш непријатно и што мразиш да слушнат и да видат другите луѓе за тебе. Велите имам Уфемин рахимуллах. Оваа реченица е за оној човек кој има здраво и чисто срце. Значи, оваа реченица е за оној човек кој има здраво и чисто срце. Зошто оние луѓе кои се надвор од покорноста спрема Аллах субхана ва таала и нивните срца се скаменети, тие луѓе кога прават гревови не се размислуваат и дури велите имам Уфемин рахимахуллах, тие се забавуваат со правење на гревови и на харами и пречекорување на Аллаховите граници. Значи, не можеш да му речиш на еден фасик и фаджир, да му речиш, значи, wal ithmu ma haka fi nafsik. Значи, грев е она што те прави тебе лошо се чувствуваш. Тој во гревовите дури уживат. Тој ужива да прави, значи, зина, ужива да пиет алкохол, ужива да лажи луѓе, да прави неправда. Тој не може да речеш, значи, ова важи, el ithmu ma haka fi nafsik, ова е за срце кое е здраво, кое е чисто. Срце, што вели Шейх Абдул Бухари, што е од ахлу сунна wal джамаа, и ахлул хак, луѓето на вистината. Тие се луѓе кои кога прават некој грев, се чувствуваат непријатно во себе си своје. Зашто знаат дека тоа е грев. Ама оние што луѓе, значи, што се далеко од верата и се, значи, изминувачи на границите, тие вели, како што велите имам Уфемин рахимуллах, и некој може би ќе рече, абе овие алимиве, тие не знаат ништо, тие таму се затворени во Арабија, само знаат, значи, да читаат Куранот и Суннетот, други работи не познаваат. Види што велите имам Уфемин рахимуллах. Велите имам Уфемин рахимуллах дека имат луѓе кои се големи грешници, кои заминуваат дури во други држави патуваат, за таму да прават зина, да пијат алкохол и други работи, и кога ќе се вратат назад во нивните држави, со тоа тие се гордеат. Значи, овие имам Уфемин рахимуллах, значи, никогаш нема ваков живот живено тој. Тој е чистотови работи. Ама алимите знаат, значи, дека имат луѓе одат во Хрватска, во Турска, во Албанија, во каде, Мароко, што знаја каде одат, и на други места, одат и се враќаат назад и се гордеат со нивните дела, со нивните лоши дела, со нивните гревови. Тој човек и не може да му речеш тоа гревот е, тоа што те прави лошо се чувствуваш. Тој не се чувствуваат лошо. Тој дури уживаат во тоа прање. И тој се гордеа со тоа прање, зашто неговото срце е скаменето. Како што рече имам Уфемин рахимуллах тука. Значи неговото срце е скаменето, зацрнето, темни и на целосна имат во тоа срце. И тој не разликува меѓу зло и добро. Да. Значи, разбравте сега? Значи, ова се вели на човек и како што вели тука имам Уфемин рахимуллах, на кого му зборува овде пекамберот салаллаху алейхи ва салам? Му зборува на Науас, на сахаби, Науас радијаллаху анху. Значи, на сахаби, на најдобрата генерација после пекамберите. Значи, на срца кои се чисти, на срца кои се богобојазливи, на срца кои се здрави, не на срца кои се скаменети, затемнети и уништени. Дури велите имам Уфемин рахимуллах, во врска за овие луѓе, што кај нив стануват гревот добро дело. И колку има значи? Прават чисти гревови. Сега свадбиве не се многу далеко од нас. Значи, тој го гледат, тој грев,
како добро дело. Дека му направил нешто добро на својот син, на својата, што знаја таму, сна, черка, не знам што, така? Значи го гледаат тоа како за пофалба, како нешто што достигнал тој. Значи, кај тие луѓе, велите имам Утхаймин рахимуллах, стануваат лошото дело, гревот, добро дело. А Аллаховите верски правила стануваат кај нив безвредни. Нема вредност. Дури се изиграваат. Се изиграваат со Аллаховите верски правила. Значи, како се изиграваат, ти гледаш, значи, со луѓе кои се упатени, тие се исмеаваат. Значи, го нема тоа? Значи, тоа е присутно, секојдневие. Велите имам Утхаймин рахимуллах за врска за овие луѓе, за ова категорија на луѓе, фа ейна дин ва ейна иман. Каде е верата кај овие луѓе и каде е иманот кај нив? Значи, каде е верата и каде е иманот? И каде е иманот кај овие луѓе? Исто велите имам Утхаймин рахимуллах дека, значи, хадисов е краток, 2 реченици имат, но со огромно содржување. И тоа е, значи, од што му е дадено на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам джавамил калим. Значи, дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам му беше дадено елокуенција. Елокуенција што значи малу зборови со огромно содржување. Со огромно содржување. Велит Шейх Утхаймин рахимуллах во врска за вториот хадис, што исто пренесен тука од Вабиса радијаллаху анху, кому велит пекамберот салаллаху алейхи ва саллам истафти нефсек. Значи, прашај си го себе си своје. Велит пак имам Утхаймин рахимуллах. Лакин, но, овде значи, но, за кого важи това истафти нефсек? Прашај си о себе си своје, што е гревот, што не е грев и така натаму. Лакин лимен қалбуху салимун ва нијатуху садиқа. Ова вреди за човек кој има здраво срце и кој има искрен нијет. Не што имат нијет да се изиграва со верата или нијет што имат да излези, значи да најдуваат лесноти. Тоа не. Значи, нијатуху садиқа. Значи, тоа е во неговиот нијет е искрен. Е, значи, за целосно потполна вистиност. Нема намера, значи, да се изиграват. Е, значи, садик, искрен во тоа што барат и што сака да го следите. Амма, вели Шейх Утхаймин рахимуллах, но во врска со оние, што нивното срце е расипано из каменето, не му се вели, нему прашај си о себе си своје. Тој немат граница. Значи, кај него немат граница, што вели да се запраја тука. Значи, тој прави сите гревови. И не му се размеслуваат. Дури па и со тоа се гордеат. Значи, тој се гордеат со неговите гревови. И за жал, значи, овие работи требат долготрајно да се лечат. Овие работи, значи, кај муслиманите, треба долготрајно да се лечат. Зошто, за жал, значи, генерации и генерации се со овај менталитет на воспитување големи станати. За тој да се гордеат со неговите лоши дела. Значи, колку има тука сега низ летово кога што биле на лоши места, што правеле лоши работи, и тој што? Тој се гордеат. Дури Аллах субхана ва таала во текот на ноќта му ги кријат, нему му ги покријат гревовите. Но тој сам се ги открива во текот на денот. Кога се разбудуваат, одат кај неговото друштво, што е расипано исто како него, и се гордеат со неговите гревови, што правил синоќа. Значи, која темнина е таја во која живеат тие луѓе? Тоа е вистински темнина. И тие луѓе не го осеќаваат вистинскиот вкус на животот. Тие мислат дека уживаат, но во вистина се врвно сиромашни во нивните души. И велите имам Утхаймин рахимуллах, на оние луѓе кои нивните срца се расипани, не само тој што гревовите
во нив тој уживат и ги се гордеат со нив, дуку ако ти него го земиш да биде тој покорен спрема Аллах субхана ва таала, се чувствуваат како е затворен, како во кефик. Да, значи како е тој, пример, го земаш в џамија за џума. Значи тој 40 минути што е внатра се чувствува да како бил една година затворен. Значи тој не се чувствува тука добро и слободен и не се чувствува добро во покорност спрема Аллах субхана ва таала. Значи научење значи да биде следец на шејтанот. И во тоа се чувствува добро, а не во покорност спрема Аллах субхана ва таала. Значи тоа е знака дека срцето е врвно расипано. Дека срцето е врвно огнието. Потоа спомнуваат Ал-Хафиз ан-Навави рахимахуллах следниот хадис, а тој е број 28, Ал-Хадис ат-Тhamин вал 20. Велит авторот Ан-Навави рахимахуллах ан Аби Наджих Ал-Ирбад ибн Сария радијаллаху анху قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. Ovaj hadith što ga prenesuvat Al-Irbad radijallahu anhu, kažu Al-Irbad radijallahu an дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ни оддржа еден говор. Ни оддржа еден говор од кој беше, значи, како последица, како резултат на тој говор, срцата наши затрепереа, а очите наши се наполнија со солзи. И му рековме на пекамберот салаллаху алейхи ва селам: о посланику, како да е овај говор на довидување, значи на заменување, значи на одделување. Фаусина, дај ни нас еден совет. Значи совет кој ние ќе се држиме за него, кој ние ќе работиме со него. Тогаш им рече пекамберот салаллаху алейхи ва селам: усикум би таква Аллах. Прва работа, ве советувам да бидете богобојазливи спрема Аллах субхана ва таала. Прва работа. А втора работа, ас-сам'i ва та'ати ва ин та'аммар алейкум абдун. А втора работа, да бидете послушни и покорни спрема оние кои имаат власт над вас, иако тој што ја имаат власта е робјак. Робјак, значи не збориме човек што имаат, значи, позиција, не, робјак стануваат владар. Како може робјак да стане владар, прашањето? Две можности. Можност е владаров главен го прачат робјакот свој во една населба или еден дел од државата. Не можеш да речеш ти овие робјага не сме да биде послушен спрема него. Мора да бидеш послушен спрема него. Значи ти не гледај тој што е во врска со својот владар таму, неговата врска, значи, и позиција. Ти гледај, значи, дека тој е ставен тука и одговорен тука. Или па робјакот со сила земат власта и стануваат владар.
Треба да бидеш покорен спрема него. Не можеш да му речиш, па ти до вчера беше робја, како стана денеска? Како стана денеска владар. Како пример, значи, имат многу случаи, пример, по арапските држави, пример, биле војници или официри во војска. Одено стануваат владари. Не може да кажеш, ти до вчера не беше ништо, еден обичен официр, сега се станат владар. Чим стануваат владар, завршена работата. Вели Шех Абдул Бухари, со овие две работи, таква Аллах, богобојазливоста спрема Аллах субхана ва таала и послушноста и покорноста спрема владарите, овие две работи, вели Шех Абдул Бухари, хафидахуллах, му ја собираат на човекот, му ја соединуваат на човекот стречноста во дуњалокот и во ахиретот. Се со таква, со богобојазливоста, е доволно за човекот да достигне неговата стречност и спокојност во дуњалокот и во ахиретот, ако се држи онака како што требите. А во врска со послушноста и покорноста спрема владарите, тука е исто, значи, неговата стречност во дуњалокот. Зошто со нив, со тие владарите, се регулираат, значи, дуњалочките работи. И тие се оние, значи, кои ги спроведуваат, значи, законите. Значи, тие се оние кои ги спроведуваат, значи, законите. И велит Хасан ал-Басри рахимуллах дека не може верата се спроведит освен со владарите. Иако се неправедни и прекорачаваат се на границите. Значи владаров ако е во себе си тој сам грешник и правит гревови и правити со зулум, неправда, ова не сме да биде причина за тебе и за мене да не бидеш покорен спрема него. Тие се негови проблеми што има тој. За тебе ти гледај што ти е тебе наредено во верата, во врска со владарите. Не гледај што прави владарот. Владарот ќе одговара за неговите работи пред Аллах Джелешану. А ти ќе одговараш за твојата страна што имаш према него да ја спроведиш. Ти нема да одговараш за неговите проблеми, за неговите гревови, но ќе одговараш ако не си бил послушен спрема него. Зашто тебе ти е наредено верски ти е наредено биш покорен. Исто велит пегамберот салаллаху алейхи ва салам, فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Навистина, оној кој ќе живи долг живот од вас, ќе види многу недоразбирања. Значи, ќе види многу недоразбирања. Добро. Пегамберот салаллаху алейхи ва салам не предупредува овде дека ќе имат недоразбирања во редовите на овој уммет. Тогаш, кога ќе се случат овие недоразбирања, што е излезот, што е лекот, се не е доволно од таја васија, значи тоа е препорака, тоа е совет, значи, не е доволно да те предупреди до нешто, а не кога е лекот. Разбрате се, значи, те предупредува до нешто добро, ти ме предупреди сега. Ама што е излезот тога што тоа работа? Што е лекот? Пегамберот салаллаху алейхи ва салам го кажуваат. Кога ќе се слушат овие работи, ихтилаф, недоразбирања и кавги и многу мислења, тоа што да правиме, знаете, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Тогаш вие да се држите на мојот суннет и на суннетот од хулефа ар-рашидин, al-Mahdiyin, кои су патени, а тие се на врвот Абу Бакр, Умар, Усман, Али, радијаллаху анхум. Држете се на мојот суннет, вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам, на суннетот од хулефа ар-рашидин, и суннетот од хулефа ар-рашидин ништо не е поиќе од суннетот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи нема да мисли некој се суннетот од хулефа дека тие нешто ново донесле. Не. Ти се држеле исто на патот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам.
ништо нема неизменето. Држете се со вашите катници. Значи забите ма катници, не заби. Адду алейха бин наваджид. Наваджид катник. Зошто предниот зап не е толку јак колку катникот што е јак. Баракаллаху фикорче. Заб е друго, пробај скрши нешто со предниот зап, а со задниот зап го кршиш како сакаш. Така или не, како орев или што ти зајда други работи. Со првиот зап ќе го скршиш забота и ти замените. Ама задниот зап имат поголема издржливост. И дури се велит дека најјакиот мускул на човекот е тука. Баракаллаху фикорче. Значи пекамберот салаллаху алейхи, ова што символизира? Ова значи што символизира за тебе и за мене? Што символизира? Ова символизира значи ти се држиш за сунетот од пекамберот цврсто. Значи не да велиш, абе ја ќе се држа малце или со едната рака или со малце, не, значи врвно цврсто. На никој значи што значи на никој начин да не попушиш и да не се оставиш од сунетот. Се тоа те спасува тебе од тие недоразбирања и различни мислења. Значи адду алейха. Држете се цврсто бин наваджид. Ва ијакум, и ве предупредува вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Ве предупредува од новите ставени работи во верата. Зошто секоја нова работа во верата е бидат. И секој бидат е заблуда. Што имат во други пренесувања дојдено, и секоја заблуда е во огнот. Секоја заблуда во огнот. Велит имам Уthejmin рахимуллах, ва'адана, значи ни оддржа еден говор пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Говор е тоа, значи, од кој срцата омекнуваат. Дали е тој говор со таргиб или тархиб? Таргиб значи со нешто да го мотивираш човекот, например со дженнет, наградите во дженнет и слично тие работи. Тоа е таргиб. И човекот, значи неговото срце со тоа омекнуваат исто, зашто очекуваат и се надеват да бидат од тие, од дженетлите. Му се моля на Аллах Таала да направи нас од нив. Исто со тархиб, со уплашување. Значи можеш човекот да го советуваш, да му држиш говор за да му омекне срцето, со да го уплашиш со джехеннем, со огнот, со казните, што се на тие луѓе таму. Му се моля на Аллах Таала да не чува нас од джехеннем. Значи разбирате се, значи советот, односно говорот може да биде значи некогаш со мотивација за некоја работа или со уплашување. Значи не смее да биде секогаш истото. И како резултат од тој говор срцата значи трепереја. И ова е од знаците на вистинските верници. Ова е од знаците зашто велите Аллах Таала иннамал муъминуна аллазина иза ذُكِرَ Аллаху важилат قُلُوبُهُم. На вистина верниците се оние кога Аллах ќе се спомне, нивните срца треперат. Значи ова е од знаците на вистинските верници. Од знаците на вистинските верници и без сомнеш, значи на прва линија тие се сахаба ридвануллахи алейхим. И исто, значи очите се исполнија со солзи. Значи кога ги слушнавме тие зборови од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, очите наши се исполнија значи со солзи. Се исполнија со солзи. Потоа исто, значи оние работи кои ги совети пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ес-сем'i ва та'a, значи послушност и покорност према владарите. Кога е тоа ес-сем'? Послушност, значи да го сослушаш. Значи кога владаров
наредуваат нешто, кога владарот зборува за нешто, да го сослушаш. А таа покорност, кога покорност, кога ќе наредим за нешто. Значи, и ти не можеш да бидеш покорен без да не го сослушаш. Значи, кога ќе го сослушаш, тогаш следи што? Покорноста за тоа што го имаш сослушано. И ова кажува дека, значи, пекамберот саллаллаху алейхи ва селам не зборува о неговите страсти. Зашто да беше таке и човек што манипулират и што измамнуваат и сакат дуњалок, немаше, значи, овие работи да ги пазит. Прво послушност, па после покорност. Туку ќе се збореше по своја, ќе измешаше, така? Баракаллаху фик. Ама ова е врвна прецизност. И само ова за значи еден пример е ова од илјадници примери што се. Што кажува, значи, што се докажува, значи, вистиноста на пекамберството од нашиот пекамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Велит имам Уфемин рахимуллах во врска со говорот од пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам, кој ќе живи од вас ќе види, значи, многу недоразбирања. Велит имам Уфемин рахимахуллах, значи, ова токму се случи. И ова исто е доказ за пекамберството од пекамберот Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Зошто после смртта од пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам, оние сахаба кои живеат долго, вистински видоа тој хилаф, тоа недоразбирање. Значи, дојдоа луѓе, зашто, значи, кога непријателите на исламот сфатија дека тие не можат оваа вера да ја угаснат. Значи, тие не можат оваа вера да ја угаснат и сфатија дека не можат да му се спротистават исто на оваа вера. Се аргументот е со оваа вера. Тогаш инфилтрираатие ставија во редовите на муслиманите луѓе кои се декларираат како муслимани, а сакаат да унишат оваа вера внатрешно. И тие почнаа тогаш, значи, да ставаат внатра нивниот отров и нивните заблуди. И така почнаа после, кога со тегна времето, знаењето се намалуваше, тие ставаа повеќе и повеќе отров и заблуди, и потоа, значи, оние муслимани што немаат знаење, што не беа воспитани со знаење, ги зедоа нивните идеи и мислеа тоа исламот, а во вистина тоа беше само филозофија грчка и филозофија перзиска. И заблуди од евреите и христијаните и други работи. Разбравте се, баракаллаху фикум? Зошто, например, во врска со илахијата, што се денеска исламски нашиди, тоа нема база во нашата вера. Базата на тие нашиди е во христијанската вера. Тие одат во цркви и пеат и држат корој таму. Така или не? Знаете ви за ова? Значи, христијаните одат во црква и таму клавири играат, што ти знаат други работи, значи, и пеа, и корој држат, и што знаат други. Да, значи, тие го гледаат тоа пеењето, верско пеење кај ним, го гледаат како обожавање. Да, па тоа ибадет обожавање. Разбравте? Тоа незнајковците од муслиманите го имаат преземено и сакаат се да ни кажат нас дека имаат исламски илахи, исламски нашиди. Значи, од каде го имаат земено? Од христијаните. Немаат врска со нашата вера тоа. И денеска, значи, е на големо, значи, расширено исламски нашиди, исламски илахи. Тоа немаат база во нашата вера. Немаат база. Потоа, значи, пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам ги советува, значи, сахаба ридвануллахи алейхим, значи, да се држат, значи, на патот негов. Значи, би суннети тариqi. Значи, држете се на патот мој.
Јас кој сум бил. И исто на патот од сахаба ридвануllahi алейхим, яни хулефа ар-рашидин, Абу Бакр, Умар, Усман, Али радијаллаху анхум. Држете се, значи, со вашите катници. Цврсто се држите, не попушајте ни малца. И ова е доказ, значи, од пекамберот салаллаху алейхи ва салам за упатеноста на хулефа ар-рашидин. Ова е доказ од пекамберот, значи, потврда од пекамберот, пофалба од пекамберот. И како може да дојдат сега рафида и да велат Абу Бакр, Умар, Усман радијаллаху анхум имаат заблудено. Имаат заблудено. И доволно е дека Али радијаллаху анху ги имаат прифатено нив како хулефа, што Али радијаллаху ан имаат работено во нивното време како кади, како судија. Значи ти, ако не си задоволен со тој владарот, ти нема да работиш под него како судија, не прифаќаш. Плюс Алија радијаллаху ан се клањаше зад нив. Во џамијот пекамберот салаллаху алейхи ва салам, кога беа тие хулефа Абу Бакр, Умар, Усман, Алија радијаллаху ан влагаше в џамија, се врзуваше зад нив и се клањаше. Тие го водеа во намаз. Ако беше тој незадоволен со нив, дали ќе се врзаше зад нив тој? Не. Дури тој ќе се праше други џамаета. Каже зашто јас сум позаслужен од овие. Но ова е сето доказ дека Алија радијаллаху ан имаше прифатено да бидат тие хулефа. Ама тоа е рафида, значи, таа е друга вера. Има друго кибле, други Куран. Таа е друга вера. Немој да се дозволиш, значи, да те измамат, ја ти кажеш, не, ние сме муслимани. Не, влези убаво со ним во дебата, во разговор, односно, ќе види, значи, други Куран, друго кибле, други убедувања и така натаму. Затоа Белјул нека пазиш ова на фейсбуциве. Да му кажеш. Па да, за сахаба ридвануllahi алейхим кажуваат, значи, дека паднале од верата, дека, значи, е измениле верата. Ама, како што велат имамите на селеф, дека рафида не можеа директно да го нападнат пекамберот салаллаху алейхи ва салам, нападна пренесувачите на верата од Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Зашто во моментов кога пренесувачите на верата што му беше објавена на Мухамед салаллаху алейхи ва салам, тие се анулираат, отпаѓаат, тогаш и верата тогаш не се прима таа вера. Зошто лажгов се имаат пренесено. Значи, разбирате вие целва што е? Значи, ти кога го уништуваш пренесувачот, џаби тоа што го пренесува не го прифаќаш ти појче. Значи, со други зборови, ова што е уништување на верата. Зашто рафида лаанахумуллах, тие не можат таа болка да ја премина, значи, болката од Омер радијаллаху анху, што ги отвори тие земји, значи, таму во Фарис. Не може таа болка, значи, да ја прифатат до ден денеска. Но за оние кои се искрени муслимани, тие треба да се држат цврсто на сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, односно на патот и патот од хулефа ар-рашидин, ал-махдијин. Значи, махдијин, што значи? Упатените. Упатени, значи, пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели упатени. И што значи рашид, величи Абла Бухари, ар-рашид е еднина, рашидун множина. Рашид е оној човек кој е знае вистината и работи со неја. И за ним велит пекамберот рашидин, ел-хулефа, ел-рашидин, ел-махдијин. Значи, пекамберот потврдува за нив дека тие е знаат вистината и работат со вистината. Значи, ова е потврда од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Да. Зашто величи Абла Бухари има тука, значи, три врста на луѓе. Рашид, гауи и далун. Гауи, му се вели на еден човек кој е знае вистината и не работи со неа. Овие е гауин. Значи, исто заблуден во наше се преведуваат. А далун, заблуден, збор по збор гледано, далун е оној човек, ние знае вистината, па не работи со неа.
Тоа е дал, изгубен, уништен. И исто, значи пекамберот салаллаху алейхи ва селам, значи не предупредуваат да се чуваме од новотарите во верата. Да се чуваме од новотарите во верата. И како што дојдено во други хадис, вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Ма ахдаса qaумун бид'атен илла руфи'a мислаха мин ес-сунна." Значи никогаш не се случува да еден народ да донесит, да внесит некоја новотарија, освен таа новотарија зазема местото од еден суннет. Значи секогаш кога новотарците внесуваат нешто во исламот, нешто ново, тоа ново, таа новотарија зазема местото на суннетот. Зазема местото на суннетот. И затоа вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам: "Кулла бид'атин далала." Секој еден бидат е заблуда. Значи нема тука мал бидат, голем бидат или што ти знам, да. Значи кулла, значи секој еден, значи кулла, значи секој еден бидат е заблуда. Заблуда. Затоа треба да се чуваме, значи, да се чуваме врвно. Од придонесите на овој хадис, кој ги спомнува тука имам Утемин рахимахуллах, а тоа е човекот треба да барат совет од алимите. Пошто тука сахаба му бараа совет на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Потоа големите табиин бараа